Со последниот извештај на Хелсиншки комитет потсетуваат на поразителната статистика во однос на семејното насилство во земјава. Според податоците, во 2018 година 919 лица се евидентирани како жртви на семејно насилство. Од нив 665 се жени, односно 72%. Секоја втора жена во државава е жртва на психичко насилство, секоја четврта е жртва на физичко, а секоја седма жена е жртва на сексуално насилство. Вкупниот број на фемициди, односно убиство на жени по основа на семено насилство во периодот од 2008 до 2016 изнесува 70. Во таа смисла, од Хелсиншки комитет истакнуваат дека заложбите на државата остануваат декларативни, а не суштински. Жртвите на родово базирано и семено насилство се уште не добиваат соодветната институционална заштита и сервиси. Продолжува трендот на испишување на ученички од основни и средни училишта, честопати поради исклучување на малолетнички бракови. Жените од руралните средини се уште се соочуваат со родова дискриминација, поради нееднаквата распределба на ресурсите, традиционалните стереотипи како и родово дискриминаторските земјоделски политики и покрај ратификувањето на Истанбулската конвенција, хармонизацијата на националното законодавство во истата се одвиваат многу бавно, велат од организацијата. Исто така, потсетуваат дека се уште не е донесен посебен закон за заштита од родово базирано насилство. Се уште не се усвоени новите предлог закони за заштита и спречување од дискриминација, законот за социјална заштита и дополнување на кривичниот законник со воведување фемицид како посебно кривично дело. Од овие причини, Хелсиншки комитет бара државата итно и без одложување да спроведа промена и хармонизација на законската рамка, да ги воведа сите потребни сервиси, да обезбеди пристап до правда и заштита на сите жени чии што права се прекршуваат и да примени родово одговорно буџетирање при креирањето на политиките.